Почитувани гледачи, ова е програмата на ТВ каналот Виса. Веќе забележувате дека во нашето студио, можеби не го препознавате, но ако ве спомнам, сакам да кажам и Горан Михаловски, верувам дека ќе го препознаете. Токму Горан Михаловски е гостин на програмата на ТВ каналот Вис. Вообичаено сме ве читале, но многу ретко излегувавте на телевизија. Добре дојдовте на ТВ каналот Добро Вис. бе, најдов. Како сте, Горане? Добро, еве. Прв пат доаѓате во Струмица или? Во Струмица сум доаѓал и друг пат, не многу, често, ама Така. вака во студио не. Не, во студио. Да, во принцип по телевизија не сум се појавувал. Да, при тоа реков дека многумина нашите гледачи од југоистокот можеби се го читале, сакам да кажам, таа рубрика во дневниот весник Веста, но многу малку те имаат видено, осим на таа слика со бела кошула. Како си? Еве, она што си актуелен во меѓувреме е тоа што го напушти дневниот весник Вест. Но не и колумната сакам да кажам. Зошто? Што се случи? Бевте основач на Вест 2000-та година, ако не се лажам. Едно 16 години го градевте весникот и на крај да кажете због. Па, не беше тоа баш по моje барање дека јас го напуштив Вест. Не бев ни избркан, едноставно како што бива нели во деловниот свет ми заврши договорот као главен и одговорен уредник. Менеджментот ми понуди нешто друго кое што јас не можев да го прифатам. На крајот на денот мислам дека приказната беше дека ние не се најдовме не ги најдовме истите гледишта во врска со што е јавен интерес, што е тоа што Вест треба да го третира како јавен интерес и не се најдовме, немавме исти гледишта во однос на развојот на медиумот, така што тоа е тоа. Основач реков на Веста и толку од самото основање главен и одговорен уредник, јас би кажал дека и најтиражниот дневен весник во Македонија, кој што обсервираше многу теми, а посебно рубриката сакам да кажам едноставно по струмички би рекол ги пердашеше сите. Сега, не знам дали тој збор би можел да го употребам. Сум се трудел секогаш да бидам што е можно пообјективен и секогаш сум кажувал дека сакам да кажам не е моја рубрика. Сакам да кажам е рубрика на моите читатели или моите потенцијални читатели, на обичниот граѓанин. Така и излезе името, сакам да кажам, кога ја почнав 91 година, како да се вика оваа колумна. И јас едноставно реков, па ќе кажам тоа што сакам да кажам. И јас сум и многу благодарен на обичните луѓе, значи на мои пријатели, на комши, на колеги од работа, на случајни минувачи дури на пазар во пилјарница, кои што викаат, ова да го кажеше, јас тие работи ги бележам, едноставно може би имам повеќе занает отколку нив за да го претечам тоа, да го напишам, ама секогаш сум го кажувал тоа и не се срамам од тоа дека таа не е моја колумна. Таа е колумна на луѓето кои што ми ги даваат идеите, а јас само го пишувам тоа. 25 години не е мала работа. Па затоа мислам дека и 25 години обстанала рубриката. Затоа што ако било условно речено фаќање страна, ако било плукање, ако било пердашење онака без мерка да речеме, ако било навредување, јас секогаш се трудам да не навредам. Може би навредувам ако има некоја политичка основа, меѓутоа никогаш не сум навредувал на друга основа и пишувам така како што сакам и другите да се однесуваат кон мене, значи нели она не му го прави на другиот тоа што не сакаш тебе да ти го прават. И мислам дека и за тоа и обстанала толку време колумната. Инаку, што би рекол нели лидерот на владеачката партија, народот не е глупав. Народот ќе препознае и народот препознава што вреди или што не вреди, што народот, читателите на Вест ми беа, например, најголеми критичари кога ми викаа дека сум омекнал, дека не сум тој што сум бил и така. Имало и такви времиња. Некогаш сам сум бил задоволен, некогаш сум бил незадоволен од тоа што сум го напишал, меѓутоа и во животот имате паѓања, стабување и така. Почитувани, само да потсетам дека можеби во весникот Вест, не би сакал многу да правиме реклама на весникот Вест, веќе нема колумната сакам да кажам, но Горан Михаловски во интерес на сите вас
на читателската публика отвори интернет портал, сакам да кажем, или sdk.com.mk, каде што ќе можете да ги читате сите негови колумни. Јас радо би ги читал, но не и да го слушам Горан Михайловски. Тоа е нешто ново. Добро, тоа е да речеме, прво, ова го направив затоа што едноставно сакав да продолжам да живеам. Така како што сум живеел. Ако веќе и со ова се потврдува дека тоа што сакате да го кажете, ако имате нешто да кажете, можете да го кажете и на друг медиум. Вие тоа го користите преку телевизијата, јас го користев до сега во печатениот медиум, сега конечно после 16 години влегов и во 21 век, па во дигитална ера. Сега, за да биде тоа малце поинтересно и да речеме да биде малку побогато, тоа не е само мојата нова колумна и колумните што сум ги објавувал последните. На исто место ја собрав архивата од сите 25 години, што е повеќе од 2000 колумни, да речеме. Потоа, тука се моите книги ставени и во блиска иднина сакаме да правиме едно мало видео коментарче на моите колумни, тоа ќе го правиме со акторот Јовица Михайловски, тој ми е и брат, па и тој ми помага во оваа работа, исто како што ми помагаше впрочем и Вест кога го формиравме, бидејќи негов е на пример слоганот читай и мисли слободно. Така што повторно, значи во печатена форма, односно да го прочитаме, да те слушнеме, ако имаме можност да слушнеме, ме и рекоа дека е убаво да има видео подкаст, бидејќи некаде во Америка колумнистите на Лос Анџелес Таймс ги читале своите колумни, веројатно од Беверли Хилс го гидат не знам каде, па да не читат, туку во кола да го слушаат. Сега не знам од кај нас, не знам ако одите од Василево до Струмица дали има време да се слушне толку меѓутоа. Но во секој случај сакам да кажам, мислам дека е рубрика која што речиси сите сака да ја прочитат или пак да зборуваат за неа и да ја оговарат. Јас во еден момент реков дека можеби по тоа и Вест е најозборуваниот медиум. Вест беше озборуван медиум за многу работи, така што и за насловни страници, и за теми што се вадени, така што не е само. Но и рубриката сакам да кажам. Предпоставувам дека сега имаат можност сите оние кои што сакаат да го прочитат Горан Михайловски и неговото гледиште, сакам да кажам, уште еднаш потсетување sdk.com.mk на интернет, можете слободно да го прочитате оние негови колумни. Го спомнуваме вестникот Вест, не се најдовте во гледиштата околу развојот на вестникот, главен одговорен уредник ве сметат за колумнист без влакно на јазикот. Како преживувавте овие 16 години како прв човек, пошто сепак актуелно е сега закон за медиуми, вие сте долгогодишен новинар, главен одговорен уредник? Јас го работев тоа што го сакав да го работам и јас бев среќен во тој вестник до пред 3-4 години, да речеме, кога си заминаа германците како газди од вестникот. Мислите на ВАЦ? Мислам на ВАЦ. На почеток беше ентузијазам, потоа влегоа германците, тие внесоа некакви стандарди во медиумскиот бизнис, кои што за жал не се почитуваа во другите медиуми, во конкурентските медиуми. И не зборам за стандарди само од аспект на стандарди во смисла на плата, на платени патувања, на придонеси социјално, туку и стандарди на водење на медиумски бизнис, кога вие водите нешто од што треба да заработите, платите, од што треба да направи газата профит, а не го злоупотребувате новинарството за да ви ги помогне другите бизниси, како што е најмногу, како што е во Македонија, впрочем. И кога сте вие растеретени од таа тежина, дека вие со вашето пишување ќе направите штета на некаков бизнис на газдата, што нема врска со новинарство, многу полесно се работи, а на крајот на криштата и газдите беа некаде далеку во есен во Северна Рајна Вестфалија, така што не можат да се јавуваат и да... А последните 4 години? Што се имаше случи? многу притисоци, не зборувам, значи притисоците претпоставувам дека ги чувствуваат сите, инаку немаше толку да паднеме на во мерилата на сите релевантни новинарски институции, организации, или извештаите на овие релевантни
организации кои што ги мерат слободата на мислењето или човековите права. Притисоците беа од различен вид, и преку јавување, и преку забранување да се објавува, и преку сугерирање што да се објави, па не се објавува. Успеваш ли ти како главен и одговорен уредник да им одолееш на тие притисоци? Наоѓаш ли баланс? Сепак нели мора да се велиш нели бизнис, да не се навреди бизнисот? Па не успевавме. Имавме среќа, еве да речеме, или имавме сами за тоа се изборивме. Тимот на Вест беше многу компактен. Ние дишевме фактички како едно тело, бидејќи тоа беше тим кој што го формираше Вест и заедно пораснавме. Заедно пораснавме не само професионално, него заедно пораснавме, односно остаравме и вака приватно меѓу себе, така што таа една зближеност, таа споделување на исти вредности не правеше по отпорни на надворешни влијанија и дури во најтешки моменти ние сме наоѓале начин како условно кажано да прошверцуваме информација. Значи ние знаеме дека треба нешто да оди на насловна, не чувствуваме дека треба да оди на нешто на насловна. Знаеме дека па не треба да оди на насловна затоа што некој ќе се наљути. Па тоа ќе го смувавме некако да го ставиме на, не знам, 7 страна, па ако многу ги изнервира на 7, ќе ги ставиме на 6 за да не го видат одма оние новинарски финти нели во печатен медиум. И на тој начин, ако ништо друго, барем не се извалкавме. Значи знаевме дека ние го губиме производот од професионален аспект, знаеме дека не го правиме така како што треба, меѓутоа се трудевме да не се извалкаме како што се извалкаа многу медиуми. И тоа беше тоа што не држеше, значи на крај имаше една граница под која што викавме ние нема да одиме и успеавме тоа да го направиме. Знаеш. Кому му пречеше најмногу Вест? Игора Михаловски. Мислам дека пречеше најмногу на власта. Да. Не, тука нема дилема. Пречеше на власта затоа што власта сака се да контролира. Значи буквално се да контролира, дека дури не треба да се остави ни еден мал простор кој што може да кај што може да се дише или да се каже нешто. Значи не се зборува само дека не смее да се критикува. Ајде и преку тоа ќе поминеме, дека нешто не смее да се критикува. Него кога ќе дојде време дека треба и да се фали, тогаш е веќе нешто што никако човек приватно не би можел да го прифатам, а камоли како новинар. Читателите воопшто не се наивни и читателите воопшто не се неписмени. Читателите многу брзо го откријат. Дел од причините зошто се падот на тиражите не само кај Вест, него и на сите печатени медиуми, дел од причините е нели дигитализацијата, трендот светски и тие приказни. Меѓутоа, многу голем дел има нерелевантноста на медиумите што ги создаваме. Значи ние создаваме медиуми кои што не вредат. Значи ние веќе создаваме со такви беззвездни теми, нарекол, создаваме медиуми кои што нема да го натераат гледачот да сврти на далечинското на вашиот канал или нема да го натераат да отиде на киоск да даде 15 денари да купи вестник. Многу ме интересира, Горан, испивте едно кафе со Петровски, новиот главен одговорен уредник сега на Вест? Не, зошто би пил кафе? Те покани, сепак поискусен сте, основач на вестникот Вест. Не гледам причина зошто би пил кафе. Таа приказна за мене е веќе завршена, затворена е вратата во Вест, така што те боли ли сега, еве, 16 години да градиш еден вестник? Дали ме боли? Чувствувам некакви емоции. Чувствувам емоции кон луѓето што се тамо. Затоа што, реков, ние заедно сме порастеле, не само професионално, туку и приватно. Сме старееле. Значи сме споделувале среќи, несреќи, се тоа што ни се случувало и во семејствата. Имам чувства некакви така, некои емоции ми навираат, спомени како сме го правеле вестникот, каков ентузијазам бил, еве и ова шетањето за да го промовираме вестникот во Струмица или на времето.
За друго не ми е жал, затоа што едноставно на крај веќе бев доведен у ситуација да бирам две работи. Така. Тоа беше изборот. Едниот избор беше или замолчи, ќе станеш, не, или ќе побудалеш, или ќе станеш непријатен и за семејството и за себе, затоа што може да изгубиш здравје, или треба да прифатиш да играш нивната игра и едноставно да се проституираш. Нити сакам така, да си правам зло сам на себе, ниту пак имам потреба да го правам тоа другото. Така што вие бевте единствената редакција која што отворено му се спротистави на менеджментот, наспроти останатите медиуми од МПМ, и тука ја покажавте таа хомогеност на екипата. Излеговте, па дури со вака и сатирични надписи, Македонија вработува. Тоа личи на вест затоа што ние сме такви. Ние сме такви, баш. Нашите насловни страници зрачеа со хумор, зрачеа со иновативност некоја, зрачеа со либерализам. Така. И едноставно тоа се случи. Никој не го организираше, едноставно тоа се случи. Проблемот, кога ме прашуваат еве вака, зошто порано не за мене, и сега сакам да ви кажам некои работи кои што, значи никогаш не било поставено прашањето дали Горан треба да си оди или не. Дали Горан ќе си оди, затоа што они се многу паметни и знаат дека Горан носеше добар тираж на вест, дека Горан го направи вест, дека Горан го направи најтиражен вестникот и на крајот на криштата колумната на Горан беше најчитана во Македонија и носеше тираж во саботните изданија. И кликови на интернет страницата во сабота. Уцените или заканите беа многу посуптилни во смисла. Или ќе избркаш 10 новинари, или ќе се откажеш од дописниците. И тоа беше она што не држеше. И нас како редакција, а и мене таму, на крајот на криштата, зошто да си заменам? Тоа беше моја куќа. Јас сум го направил. Тоа беше моја куќа. Тоа што јас сум дел, сум го продал вестникот понатаму. Тоа не беше, јас не сум ги продал столиците. Така. Тоа беше, името беше врзано со мене. Така што мислам дека многу повеќе направивме за време додека бевме таму, исто опирајќи се на тоа, спасувајќи многу луѓе да бидат избркани, да не бидат избркани, спасувајќи ја дописната мрежа, за жал не успеав да спасам некој од нашите колеги. Така. Не успеав и двајца да спасам од редакцијата, меѓутоа кога дојде она најгустото веќе дека треба да си заминат 10 души, тогаш стварно сите се сплотивме и рековме дека тоа е или ќе гориме сите или Досега беше концептот и се уште е читај и мисли слободно. Веруваш ли дека и понатаму ќе биде вест тоа што беше досега по твоја палка? Не ме интересира воопшто. Зошто? Сепак си новинар. Тоа е завршена приказна за мене. Таа приказна е завршена. Што повеќе се навраќам, повеќе сам ќе си правам секреации. Сакам да направам се една увертира кон она што тоа повеќе ми оди веќе во сфера на озборување. Додека не затвориш една врата, не можеш да отвориш друга врата. Така што таа врата е затворена, таа приказна, мислам енергијата што сум ја губел таму, расправајки се. Дали треба да избркам двајца новинари, дали треба да избркам 6 дописници и дали треба Мија да ми биде единствениот извор, веќе нема да ја трошам таму, ќе ја трошам на ова ново. Нешто ново. Од партијата на ВМРО ДПМН ви се јавува или од директно од влада? За одредени... На почеток имаше пријателски јавувања, потоа имаше јавувања партиски, потоа имаше од менаџментот. Меѓутоа најсуптилните работи беа кога ќе поставите прашање до било кој министер, односно до портпарол, а ги има многу, тие имаат нели по 5-6 луѓе што им работат и во тие сектори за информирање, кога ќе поставите прашање, ако нив не им се свиѓаше прашањето, и ако не сакаа да одговорат, или ако не сакаа воопшто таа тема да отворат, за неколку часа стигнуваше јавување од менаџментот, значи тие наместо да се јават кај мене, или ако наместо да се јават кај новинарот што го поставил прашањето, се јавувале кај директорот се јавува и вика не објавувајте таа тема.
Тоа беше најсуптилното и тоа беше она ароганција која што во последно време почна да покажуваат и тие можат они да зборуваат дека е демократски, дека е меѓутоа ние цели теми сме ги пропуштале само затоа што не требало да се отворат. Се имало притисок. Ова намерно го постави прашање дали понатаму тој концепт ќе остане, бидејќи стварно е добар како чита и мисли слободно. Во пресред на она што е актуелно денове, тоа е законот за медиуми. Се крена многу прашина. Потребен ли е? Јас апсолутно мислав, ја уште 2012 година, кога почна дебатава да има закон за медиуми, напишав едно писмо до тогаш министерот Јанакиевски, бидејќи министерството негово беше задолжено за медиуми, дека нас апсолутно не ни треба закон за медиуми. Значи има во Македонија еден куп закони кои што можат да ги санкционираат, да речеме, или да ги регулираат сите работи кои што се поврзани со медиумите, а кои што на пример не им пречат или кои што треба да ги заштитат новинарите. Имате инспекција за трудова, која што ќе провери дали во какви услови работите, дали не знам, дали ова студио ви е противпожарно обезбедено или не знам што. Имате финансовска инспекција. Имате закон за граѓанска одговорност за клевета, кој што функционира без разлика дали сте вие новинар или сте го опсуле комшијата. Така што сите тие работи за кои што тие се фатија сега можат да се веќе регулирани со други законски акти. Да не зборуваме за телевизиите, бидејќи исто вие како телевизии за да ги направите оние сите технички од технички аспекти и да се платат сите дозволи, морате да почитувате некакви закони. Ама дали јас и Ване ќе збориме нешто денеска, дали ќе бидеме балансирани денес, тоа во наводници го зборам, дали ние сега ќе опсуеме или не знам што, некој друг да оценува, тоа веќе спаѓа во сфера на слобода на изразување, во сфера на... И сега ние вечер, ако навредиме некого, можат мене да ме тужат. По друг основ. Нема врска медиумот за тоа. И имаме устав, имаме член 16 од уставот, он ти вика, забранета е цензурата. Слобода на пристап кон информации, се гарантира слобода на говор. Се гарантира исправка, правото на исправка, ако направиме. Тука и советот за етика, ако не се лажам, како се викаше сега ова? Да, тоа се телата за саморегулација, кои што меѓу себе ние тоа е регулацијата и затоа и пишував дека е глупаво ти да ми ја регулираш мене мислата. Тоа зошто толку прашина Михайловски се дигна за затоа што сме битни. Тоа е работата. Не гледате дека ние сега повеќе се најмногу се спречка околу новинарите. Затоа што новинарите во секоја нормална држава се четвртиот столб, така? Така. На демократијата. Кај нас четвртиот столб е паднат, затоа паѓаме и како општество. Новинарите секаде се чувари, кучиња чувари. Новинарите секаде откриваат, новинарите секаде прашуваат. Кај нас новинарите се сведени на ниво на пропагандисти, кај нас новинарите не смеат да прашаат и кај нас новинарите се користат не само за политиката, се користат и за остварување на други интереси, да не речам и бизнес и криминални активности. Так. Затоа вас не ви треба писмен новинар. Што по-неписмен новинар, подобро за власта. Ке му каже што треба да праша, ке му напише што треба да тогаш како до слободни медиуми, односно вака слободни новинари кои што ќе истражуваат, кои што ќе прашуваат. Кога ќе имаме слободна држава, слободно општество, тоа ќе има и слободни новинари. Ние не сме растени во стаклено звоно или во струмичко под пластеник. Значи, Ване и Горан седат се у пластеников и си зборат за себе. Не. Ние се ќе скочиме надвор, така? Да. И ќе се соочиме со истите проблеми со кои што се соочуваат нашите комшии, нашите пријатели, нашите роднини. Ќе излеземе, ќе се соочиме со проблем на мој термин. Ќе се соочиме со немање реагенси за во лабораториите на клиниките. Ќе се соочиме со лошо образование, ќе се соочиме со немање грејење во основните училишта. Ќе се соочиме со недостиг на кадар во градинки. Сите тие работи и Ване и Горан
Не тиштат. Ване и Горан ги споделуваат со другите луѓе. Така. Така што ние само бидејќи се занимаваме со нас многу често и многу сме пати здодевни, дури за тоа мене ми е страв дали оваа емисија ќе ни ја гледат да не бидеме здодевни. Си мислиме дека светот се врти околу нас. Не се врти околу нас. Сите ние сме дел од ова општество во кое што како што ни функционира образованието, како што ни функционира здравството, како што ни функционира судството, какво што ни е естрадата на крајот на криштото, такво ни е и новинарството. Чаре, излез? Па сега ние Рековте слободна држава, но сите ќе Па тоа е тоа. одделни власта ќе каже ние сме демократска држава, слободни медиуми, независни медиуми ќе кажат. Да, може да каже што сака. Тоа мислам и ние можеме валјда да кажеме што сакаме, така? Има ли поделеност меѓу новинарите или е елаборирано тоа прашање на големо? Или како што има поделеност апсолутна во све. Мене ми беше прашањето, имаме ли вистински новинари, односно новинари кои што ги почитуваат тие новинарски кодекси и стандарди на известување? Имаме, апсолутно, имаме. Некои од нив се примирени, некои од нив се тргнати на страна, некои од нив се работат по портали, по порталчиња кои што не можат да допрат до пошироката публика, затоа што едноставно ресурсите финансиски, кадровски се тие. Значи, друго е вие која работите во некој поголем систем, каде што можете да се подпрете и на други ресурси, и за да вашето, сакам да кажам, излезе, а друго е каде што работите по некој, така, да речеме, мислам, нашите студија се во станови. Така, апсолутно. Така што има новинари, се уште има новинари, за жал, овие новинари сега што ги селат како стока, еве вака, од едно место на друго место, само за одработување, значи ќе ги качат, како кравите што ги селат, нели, како од едно место на друго место за да одработат, значи од една телевизија у друга телевизија, потаму па у весник, за да може таму да помогнат за доброто, нели, на јавноста, тогаш тоа не се новинари. Тоа не се новинари. Јас не сакам да воопшто да разговарам на таа тема. Мислам, тоа е тоа што ние се спротивставувавме многу во вест и тимот опстана баш заради тоа бидејќи не беа донесени новинари кои што се одработувачи. Новинари кои што кога ќе ги прашаш што покриваш ти, што работиш, он ќе ти викаат јас го покривам Груевски. Како го покриваш Груевски? Па така Груевски го покривам. Како го покриваш Груевски? Па одам сегде кај што оди Груевски. Добро да и што правиш? Па ништо не правам, ми пишуваат, кажувам. Тоа постои. Ова е анегдота, ова е вистинита. Само што нема да го спомнам името на медиумот. Така. Изгубени се дефинитивно, барем сега што гледаме во овие телевизиски медиуми, оние тие новинарски стандарди. Само нешто сакам да кажам. Мислам дека многу ретко медиумите го ставаат граѓанинот во фокусот. За тоа не се гледани, за тоа не се читани. Но тие го има, според сите рейтинзи, повторно имаат најголемата гледаност. Или и тие се нарачка? Па не знам, во тоа не влегувам. Мислам дека Михайловски рече закон за медиуми не ни е потребен, но се крива. Не ми е потребен. Воопшто не ни е потребен. Значи имаме устав. Имаме устав, тој све има регулирано што се однесува до слобода на информирање. И правото да се одбраниш од таа слобода ако е некогаш неодговорна. Значи имам право да се одбранам. И ќе тужам на крајот на криштата. Никој не ти брани да тужиш после граѓански. Сега се договарат политичките партии за и околу тоа. Супер, одлично, нека се договорат. И како ќе го прават тоа? Ќе поделат. Овде у телевизијава што ќе ви направат? Еве, вие сте приватна телевизија да речеме. Што ќе прават во јавниот сервис? Еден ден ќе пуштаме, ќе имаме уредник што ќе го пушта Груевски на отварање на сечење ленти, а другиот ден ќе го пуштаме Заев како оди, не знам, на трибини држи. И тоа ќе биде вест. Мислам, како можете вие да поделите јавниот интерес? Тоа е. Значи, ако денес во Струмица е јавен интерес, не знам што, еве сега вие си ги знаете вашите околности, тоа е јавен интерес. Тоа треба да го има и во телевизија и во вестник, затоа што луѓето знаат
луѓето знаат кога ќе го уклучат телевизорот, дали треба да седнат ване да го гледаат емисијата на Ване или да не ја гледаат. Дали Ване сега ќе лупа глупости со Горан, дали Ване сака да ги направи глупави. Така. Значи, нема да ве гледаат. Ако не ве гледаат, нема да има реклами. Тоа е тоа. Пошавме со сакам да кажам, но и рекламите се на друга приказна, се знаати по сега. кој принцип одат и рекламите. Пошавме со рубриката сакам да кажам, рече дека ја правиш со читателите, инспирацијата ја добиваш од нив и тие ти беа репер, дека си бил поблак, си бил остар, но сега во дигиталната ера пак секое кликнување на sdk.com.mk ти дава пак поголема сатисфакција дали си читан или не си читан. Како мислам дека еден месец функционира сајтот? Не функционира, функционира само 2 недели. 2 недели. Само 2 недели. Мислам дека некаде околу 10.000 следбеници на Facebook, барем како последен податок, тука некаде беше. Не го правам тоа јас, бидејќи скаран ли си? Не го сакам Фејсбукот, многу ми е некако воајерски. Ама бидејќи морам да бидам во тоа, имам администратор на страницата кој што го прави тоа. Јас се занимавам само со овој другиот новинарскиот дел. Што викаат анализите барем за овие 2 недели? Им беше ли потребен Горан Михаловски, сакам да кажам? Какви се реакциите првите читаноста? реакции беа многу, дури за мене така изненадувачки. Вечерта кога го пуштив на 29 јануари првата колумна. Па нема ни 2 недели. Толку се, нема ни 2 недели. Кога почна да расте читаност и кога почна да стигаат добри коментари, едноставно бидејќи не го познавам тој медиум, значи дигиталниот, ова виралниот свет, да речеме, јас бев самиот изненаден дека имаше многу добри реакции и дека имаше многу читаност. И првата колумна стаса до 24.000 читаност, пред 2 недели, да. Прво затоа што да речеме беше некаква вест дека Горан Михаловски се врати, не е веќе во вест, меѓутоа па јас го разбирам тоа. Меѓутоа можеби на луѓето им фалело нешто што редовно си го добивале во вест. Значи, луѓето имале, и мене тоа ми недостига во моментов. Затоа што си имате можеби некаков ритуал, одите купувате вестник, во сабота са бајле станувате, читате Горан Михаловски, се увате на луѓе, па им раскажувате, па го псуете или не знам, го фалите, така да. А ова е нешто што јас не го знам. И досега бев во една убава така пријатна позиција, комфорна да речеме, кај што ги знаев работите, знаев што е печатење, знаев да отидам дури во початница да се искарам со работници, знаев, зборував на тој јазик, меѓутоа тоа е јазикот од 19-ти, после од 20 век, не е, ова е јазикот на 21 век, кај што јас не ги знам работите. И кога мене тие IT инженерите или веб администратори или веб девелопери ќе ми раскажуваат некои приказни, јас ништо не ги разбирам, а се чувствувам и несигурен. Меѓутоа тоа сега ќе учиме. sdk.com.mk може на sdk.com.mk, може на сакам да кажам .mk, сакам да кажам .mk, сите ги земав домени за да не би се случи како Збогум Никола. Да не ви го земе некој од петок до петок или како сега ќе излегуваат колумните, само да па јас или размислувате... не знам зошто направив така да бидам пак роб на некој дедлайн. Значи 25 години јас имам нервозни петоци. Така. 25 години, некојаш сум сакал и да се откажам, меѓутоа сум имал такви уредници уште на почеток во вечер кога почнав, која ми рекоа, не, сега више кога почна нема откажување. И сега, добро, лошо ваму таму, јас петок сум морал до 6 сат, значи сте боли стомак, болен си ваму таму, ти мораш да го напиш. Не ти се пишува, не ти е денот. Така. Лоша е колумната, многу е добра, па се тоа морало петок. И сега сам не знам зашто, може би се зезнав, си реков, па сега ја пак во петок на вечер ќе ја пуштам колумната. Да си останам доследен барем на тој дедлайн и нека остане така, е тоа да речеме едно наследство од тоа што сум работел во печатен медиум, да работам со дедлайн. Не планираш во тој период од петок до петок нешто дополнително, сакам да кажам, нешто актуелно, видено низ призмата на твоите очи, напишано од твоите раце, слушнато. Знаеш зашто, Горан? Сакам да кажам, сите се поистоветуваме, сите се наоѓаме
дека стварно сакам да го кажам тоа. Сам сум за сега во приказната полека. Полека. Така. Добро, тука некаде привршуваме. Уште едно сакам, односно прашање сакам да ти поставам. Планираш ли проширување на тој веб портал? Планираш ли повторно да се вратиш во вестник свој, како што беше 2000-те кога го основа Вест? Полека. Имам планови, бајаги, меѓутоа... Тоа многу политички ми... Па добро, сега можеме да оставиме малце мистично да биде. Така. Горан, јас ти благодарам што беше на програмата на ТВ каналот ВИС. Тоа беше Горан Михајловски, сакам да кажам, така го препознаваат сите македонци. Па верувам и вие, почитувани гледачи, значи можете да го читате на sakam-da-kažem.com.mk или sdk.com.mk, сите домени се откупени и едноставно се она што ви недостасува во саботното издание на Вест и рубриката сакам да кажам, можете токму таму. Сега дури интерактивно бидејќи на Facebook страницата и можат да си коментираат луѓето, па добивам и... А има ли почна и коментари да летат? Има, да. Тоа е дополнителна сатисфакција. Па сега добро, има и лоши и добри, ама тоа е тоа. Така. Мислам, ние сме сепак јавни личности на некој начин. Горан Михаловски кој што тврди дека на Македонија не е потребен нов закон за медиуми, бидејќи апсолутно слободата на говор е загарантирана со уставот, барем така те разбирам. И не смее да се ограничува. И не смее да се ограничува. Горан, јас ти благодарам што беше на програмата на ТВ каналот ВИС. Верувам дека ти благодарам што ме покани. Граѓаните ќе препознаат што е вистинското новинарство доколку кликнат на sdk.com.mk. На нив да одлучат. Така. Ви благодариме за вниманието. Останете понатаму со програмата на Канал ВИС.